Добар ден. Пред вечерашното второ поред лото шоу со фискални сметки, со кое што власта на Никола Груевски си поигрува со надежта на граѓаните со нивни пари, ќе поставиме неколку прашања, на кои Груевски и Ставревски должат одговори на јавноста. Согласно Законот за игри на среќа и забавни игри, кој е организаторот на наградната игра премиере Груевски и лото вице-премиере Ставревски? Дали е тоа Лотарија на Македонија, која што го прави шоуто, или владата на Република Македонија, која што е негов нарачател? Еве зошто. Ако е владата, Груевски и економистот Ставревски, според законот, треба да кажат колку пари ги чинат граѓаните овие награди што ќе отидат во рацете на неколкумина. По која цена власта со буџетски пари ги купува наградите за лото шоуто за фискална дисциплина? Ако организатор на наградната игра е Лотарија на Македонија, зошто во ниеден весник не се објавени правилата на наградната игра, како што наложува во вакви случаи Законот за игри на среќа и забавни игри? Кој да е организатор, според истиот овој закон, тој треба да уплати 18% посебна давачка од фондот за награди. Дали ова е испочитувано? УЈП веднаш ќе затропаше на вратата на фирмите што не платиле данок, дури и на оние најмалите, испорачувајќи им казни во илјадници евра. Дали, кога се работи за владата на Република Македонија, се е дозволено, па и прескокнување даноци? И ова не е се. Освен што со пари на граѓаните се купуваат наградите со кои се само рекламира власта, учесниците во наградната игра од сега ќе плаќаат 10 денари поскапи поштенски марки. Точно ли е ова? Дека наменски испечатените поштенски марки од 8 денари се повлечени? Дека сега поштенските марки за пликот за наградната игра фискална во рака, награда без мака, чинат 18 денари? Колку пари отидоа за печатење на сега неупотребливите поштенски марки премиере Груевски и вице-премиере Ставревски? И во чии џебови? Зошто сега поштенската марка за наградната игра чинат 10 денари повеќе? Жално е што Груевски и Ставревски во паника од издржаната мерка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за поврат на ДДВ-то, со што корист ќе имаат сите граѓани на Република Македонија, направија карикатура од фискалната дисциплина. Откако ги турнаа граѓаните во мизерија и сиромаштија, сега преку игри си поигруваат со нивната надеж. И уште дрско и без срам профитираат од тоа. Ви благодарам.